пријатели, еве овој ден стигна редизајнот на петата генерација на спортаж. Како и секој пат, ние премиум бренд Скија Македонија сето тоа го возложивме точно на време, кога е и целата европска премиера. Голема чест ни е да ви презентираме што ние планираме да нудиме во следниот период, како ќе продолжиме приказката на најуспешната генерација на спортаж, петата генерација до сега, и кои се промените што Кија, во производител, и ние, премиум бренд Скија Македонија, ги направивме ова нова генерација. Ајде да почнеме од почеток. Имаме 3 модела, ги изложивме. Остануваме доследни на принципот на работа кој го практикуваме од самиот почеток. Сето тоа што го нудиме, секако што е на располагање. Пред вас се 3 различни нивоа пакети на опрема. Разборедени се некако така хронолошки од основен пакет, средно ниво, па највисоко. Сите пакети се една хронологија последователна во однос на тоа што беше и претходно. Ние со нашето дистрибутивно ниво на работење од секој пат влијаевме со тимот, нашиот тим на Кија, да ги направиме пакетите секој најконкурентни, најинтересни за нашите клиенти во Македонија. Импортерското ниво на импортерското дистрибутивно ниво ни дозволува да ги правиме пакетите по нашиот стил. Затоа секогаш Кија била интересна, била различна од другите, меѓутоа секој од клиентите ни го враќа тоа со големо задоволство и голема доверба во нас. Следната генерација, вторна генерација на спортаж го прикажува новиот генетски код на Кија, новиот тим на дизајн предводи Дарин Кавик, човекот кој што внесе нова енергија, ново лице на Кија, дека гледаме дека низ дизајнот, промените на новиот спортаж го продолжува сето тоа што беше почнато, само ќе го спомнам Сорентото и Кантово, сега е спортажот наред и последователните модели кои следат. Ликот ќе биде генерално аков и ќе има една фамилиарност во изгледот. Секој кој ќе може да го препознае, да го припаѓа во семејството на Кија. Покрај дизајн, кој што е веќе визуелно во фронталниот дел, задниот дел или покрај горентално возилото, бочниот дел, сите возила имаат технолошки надградени компоненти, кои што всушност го прават возилото уште по-безбедно, уште по-функционално, по-еколошки прифатливо во однос на последната генерација. Ќе почнеме едноставно да направиме стандардниот пакет, правејќи анализа. Ние, премиум бренд Скија Македонија, знаеме каде е најголемиот интерес на клиентите и таму дадовме највеќе влијание да ги направиме промените. Пред вас овде стои основниот пакет, името, номенклатурата на означување ги задржат идентични, концептот сега притрпе највеќе промени. Во смисол, го надградивме со сето она што беше карактеристично во еден модел, сите компоненти го припадна најбитните, ќе ви кажам кои се и во основа. Покажувам на некои компоненти кои за нас и за клиентите ќе бидат некако битни од аспект на безбедност, че сите стандардни спортажи од првото ниво ќе имат адаптивните палати. Сакаме се придолжиме и да видат безбеден кој вози до прежа, тоа ќе биде во основниот пакет. Значи не е тоа привилегија на посаканите модели, тоа ќе го доби во основниот пакет. Следно, во безбедностна категорија, додаваме стандардно следење на прва точка. Значи, веќе стандардно возилото може возачот да биде предупреден било кога тоа возило доаѓа на мртва фаза. Стандардно пенека. Сакаме малце да го наметнеме изглед, пошто сепак чиниме дека дизајнот е движечки фактор кај спортажот. Основниот пакет веќе минимално, визуелно, надворешните се разликува од вториот пакет. Нема да се стрекне многу тие што ќе сакаат поскапа верзија, пошто овие од основната ќе добијат визуелно исто све. Жалоб, овие се највеќе во волумен по продажби и најинтересни. Што доби? Платформата на која го работиме основниот пакет не е основната. Ние во Кија имаме 3 платформи. LX, AX, GT Line. Значи, LX платформата одлучивме со тимот на Кија веќе да не ја
комуницираме, не ја практикуваме. Отидовме на првата платформа и на неја го наградим. Што добивме со тоа? Тие две компоненти што изградат од функционалите, од дизајнерси, од кафена еден број поголеми пркала, на 18 тиши, и визуално се гледа дека веќе на март за на постиката веќе е заменета со сјајна јава. Убава, помал се практично, да се гледа и естетиката го има. Во поглед на моторите, идеме на следно. Значи, остануваме на бензин со тоа што минатата генерација, независно од погон, се лудеше исклучно со 160 конски сили, сега е направена една категоризација 150 и 100 конски сили. Што значи тоа? Ако е со погон на предналска, 150 конја, ако е со погон на сите 4 прекала, 180. Тоа е доволно, се работи за максимална мощност, ништо не значи во обидно решено возење, динамично водење на силата, вртежни моменти и помогнат на мотор. Така да е 10 конја пола, односно 30 повеќе до 4. Во некои средни случаи секој ден потребна е повеќе. Редуциране емисијата на CO2, пак ќе мораме на автомобилите што се во овој Евро 6 е стандард. Овој модел ќе се биде во 3 технички свети. Планираме да го што не се изложено да ги постои се уште да ги купува. Планираме да било помаски DC-7, тоа е со двојна спојка, 7 степен мегаватч. Пред нас со погон на предналска и истата мегаватч со погон на сите 4 прекала. Значи имаме 3 изведби. Следниот ќе биде исклучиво автоматик, тука во вториот пакет не дискутираме за панелни менувачи. Интересот е многу мал, тимот на продажба од сите дилерски салони ми дава информација дека 5% и 10% ги интересот не за да се шире. Ги донесот на клиентите на некој нешто автоматикот им е нормална. Порано што беше сите знаеме дизел. Дали е тоа дизел, предположено помаца, помаца на бензин. Сега дека помаца. Оцена е истина. Тамо кида со погон и на предноска и на си кажете прекала и врвниот модел GT-Line, како и десново, и излучно со погон на сите 4 прекала и целосно нива вапра. Тука нема компромис. Вториот модел има неколку компоненти. Сушто за овој модел целта не беше сета вредност на возилото е имплементирана во компонентите кои се функционални. Безбедността и функционална. Посетите, може да го дизајн. Вториот пакет ми е повеќе он дизајн, има и функционални компоненти, ама сакаме тамо да го задржиме нивото на надградба на неколку компоненти. Аудиото, нормални карбон, интериерот е со малце поплемените материјали, тоа, ама да не предбираме да не го територија, него, пошто овде веќе во овде нешто нема компромис, истинска кожа, ако е еко, вамо е текстил, дека тоа сметаме дека за секој вкус, секој држав задоволува секој пакет опрема. Решивме да го искористиме овој превод момент. Пошто фокусот бира спортажот, за тоа сме тука, да ви предадеме едно мало електрично изненадување. Епа, чест ми е да ви го презентирам моделот EV3. Колеги, премиерно во Македонија, EV3, првиот модел од новата генерација, така изгледа уште постои. Возило кое го очекувавме и се надевавме и сметам дека сме на прав пат со тоа што го очекувавме возилото, дека Kia ќе влезе во територијата на електрични автомобили, достапни автомобили. Не збориме за луксус. Вие знаете, тоа преди или 6-ка генерација, која што сепак пазарот не беше покрен и спремен за такви автомобили. Веднаш Kia почна да работи со по-попака категорија, првиот модел пред нас е EV3. Кратко и јасно, за него ќе го нудиме во 3 изведби. Првата изведба е пред нас, се вика Air, воздух. Вториот ќе биде Earth, земја. Третиот ќе биде GT-Line, кој смета дека од електрична автомобила сака возило со перформанси некој подпори. Тоа ќе биде Gamma S. Понудата е со еден мотор, електричен погонски, тоа е 204 конски сили, и две категории, односно батерии, кои што се стандард рейндж, која што има 58,3 кВт часа
и long range дугачката со 87,4 кВт. Првиот ќе помине 436 км со полна батерија, вториот ќе помине 605 км со полна батерија, што е сериозно. Возилото има три начина на полнење. Окрајни, AC, AC полњачите, кои што се до 20 кВт, значи, он во моментот има, тука малце со термини ќе баратам, а пилари да прашања, што сум расположен да споделам, он ќе може да се полни со брзина до 11 кВт. Тоа значи дека било кој полњач кој живееме надвор, они се 20 волјки, но возилото нема да дозволи повеќе од 11. Тоа значи дека ако има 58,3, делено со 11, 5 сати се пуни цел. Ако е празно, што нема никој да се деси. Тоа значи дека оваа категорија на полњачи е добра за прековечер да се пуни. Планот на Kia од 26-та година да го забрза системот на пропуст на блок. Ќе го зголеми од 11 на 22 кВт. Тоа ја намалува за 50% брзината на полнење. Тоа значи дека го направиме за неполни 3 сати, што е супер. И тоа збориме за AC полњачи. Не збориме за брзите DC. DC полњачот, било кој што е над 50 кВт, ќе му дозволи ова возило да се пуни, зависно од батеријата, со 110 или 125 кВт, зависи дали е малава, средната, тоест нормалната батерија, или е голема. Тоа значи дека полнење со таа брзина имате малтене од 20 до 80% за некои си 20 минути, што е добро за автопат. Можам да кажам, нема да откривам детали, дека веќе имаме и возила кои искачаат на пат, не наши, туку имаме правни лица, две фирми кои веќе извршија нарачка на IV3. Значи електрикава некако почнаа фирми да се осмелуваат да им влезе во функција. Се надевам дека нема да бидат тоа само вака еден блиц момент каде што некој купил да завршат. Ние ќе видиме тие кои ќе сакаме и го држиме на лагер, ќе има и тест возило. Медиумите ќе си добиете тест возило, ќе го пробате. Нас ќе биде драго да го кажете вашите искрено мислење, што мислите за возилото. Исто важно да се монтаж, од прес возилото ви е спремно. Возилото стандардно малтене све што има еден смонтаж, он го носи и од функционални и од безбедностни аспекти. Имаме доста надеж во него, очекување дека навистина ќе најде свое место на пазарот на Македонија, што се однесува до нас, ветување дека ние нема да се станеме како што сме почнали со модерните спортаж, така продолжуваме и со IV3 и со следните нови електрични модели што доаѓа.